Транзитниот центар Винојуг во Гевгелија и понатаму има бегалци кои останаа тука по затворањето на Балканската бегалска рута. До 5 јуни во центарот имало 141 бегалец, а потоа тој број се намалил на 137, со оглед на тоа што неколку бегалци се преместени во прифатниот центар за баратели на азил во Избегово. Бегалците се жалат на високите температури во кампот. Клима уреди се поставени во само дел од контењерите, тоест куќарките во кампот, по приоритет каде што престојуваат мали деца. Во текот на изминатите денови, секој од бегалците во центарот Винојуг добили специјално изработена картичка со бар-код за храна и хуманитарна помош, како и картички кои ќе им служат за идентификација, а содржат нивни податоци како име и презиме, фотографија, земја на потекло, доаѓање, дата на раѓање и дата на издавање. На картичките е назначено дека лицето е привремено сместено во привремениот прифатен транзитен центар Винојуг Гевгелија. Вкупно 72 бегалци кои се затекнати по нелегални патишта од страна на полицијата се пренесени кон грчка страна токму во текот на изминатата седница. Во текот на изминатата недела, вкупно 72 бегалци кои се затекнати по нелегални патишта од страна на полицијата се пренесени на грчка страна. Во текот на изминатите денови отпуштени се сите лица хигиеничари во транзитниот центар Винојуг. Поради тоа забележано е намалување на нивото на хигиената, особено во тоалетите. Народниот правобранител на Република Македонија од пред известно време започна да оспарува редовни неделни посети во кампот. Така, на 31 мај представници на Народниот правобранител оспарија посета во кампот Винојуг Гевгелија. Во текот на седмицата, 19 бегалци кои се изјасниле дека сакаат да побараат азил во Република Македонија се пренесени во прифатниот центар за баратели на азил во Избегово.